За лидерот на ДУИ, Али Ахмети, законот за унапредување на употребата на јазиците не значи и затворање на прашањето за албанскиот јазик и рамковниот договор. Тој во ексклузивното интервју за Post.mk најави дека не се откажува од целосна еднаквост на албанскиот со македонскиот јазик, што значи албанскиот јазик да се користи и во меѓународната комуникација. Ахмети најави дека во иднина ова барање ќе го стави на маса, не прецизирајќи го временскиот рок. За албанскиот паралелно со македонскиот јазик да може да се користи во меѓународната комуникација на лидерот на ДУИ, ќе му треба поддршка и од Зоран Заев и од Никола Груевски за промена на уставот. Според највисокиот правен акт во државата, само македонскиот јазик се користи во меѓународната комуникација. Marrëveshja e Ohrit është një dokument shumë si të them nga përmbajtja delikat. Unë nuk mendoj që me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe këtu është edhe përmbyllja dhe fundi i marrëveshjes paqësore të Ohrit. Dua ta përkujtoj se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë dhe sigurisht që unë ndjem paksaj diskriminuar, për shembull, mirë po kompromiset janë kompromise dhe ai kompromis është arritur, unë jam pajtuar me atë kompromis të marrëveshjes së Ohrit, por sa i takon gjuhës, për shembull, në komunikim ndërkombëtar, gjuha shqipe, do thotë, është e diskriminuar. Dhe përse gjuha shqipe të mos jetë e barabartë edhe në komunikim ndërkombëtar. Përse të ndalohet jashtë kufive të Republikës së Maqedonisë gjuha shqipe. Mirë po këta janë çështje që mund të hapen dhe të bisedohen në të ardhmen. И покрај обидите не успеавме да добиеме став од СДСМ за најавата на лидерот на ДУИ, дека новиот закон за јазиците не значи крај на унапредување на албанскиот јазик. Премиерот Заев по повод одбележувањето на рамковниот договор во изјава за Post.mk рече дека со законот за јазиците се затвора и рамковниот договор. Но преку ова правно решение на законот за јазиците, ние правно формално ги затвараме, легално ги затвараме аспектите на Охридскиот договор и секогаш она што уставот го дозволува, навистина не треба да биде никаква предрасуда, за да може некој да добие право повеќе, кое што ќе значи воедночување на сите, градејќи едно општество за сите. Од ВМРО ДПМН се децидни дека нема да се согласат со никакви противуставни решенија. ВМРО ДПМН нема конкретни информации што точно договориле Заев и Ахмети и какви се обврски презал СДС само за да ја задржи власта иако загуби на декемвриските парламентарни избори. Нашиот принципиелен став е дека мора да се почитува уставот во кој практично се вградени одредбите на рамковниот договор. Секое излегување од рамките на договорот и секоја неуставна екскурзија на Заев ќе креира незадоволство на едната или на другата страна. За нас е важен мултиетничкиот карактер на државата, еднаквоста на граѓаните и правата кои ги имаат без разлика на која етничка заедница и припаѓаат. За жал гледаме дека владата на СДС периодов наназад креира само несигурност. Тој додаде дека Заев не смее да се покрива со отворање на нови чувствителни теми кои може да предизвикаат дополнителни проблеми. Навистина сватија дека не смееме да одиме